арапска куќа на продаж. Ваше видување за изложбата, колку фотографии има, што има на на фотографиите се представници или што прикладни за Скопје и на Скопје. Видото ги интерпретира на начин на кој што сме прекратили. Марио с мотиви на кои што туристите се кретени фотографира. Дел од фотографиите се направени за технологија. Изданието и на дизајнерски план се заблагодарувам на Марија Коробар за тоа, на Скопско лето и на управниот одбор, Василија Чали како раководител, на лектурата кој во времето кога се случил Скопскиот земјотрес реагирале во моментот креативно, создале поетски творби кои денес кога ги читаме или кога се соочуваме со нив не потсетуваат на тие трагични моменти врзани за Скопскиот земјотрес од 26 јули 1963 година. Поводот да подготвам оваа антологија се разбира врската со мојот роден град, љубовта кон него, љубовта кон поезијата и кон уметноста воопшто. И така, во еден необврзан разговор со мојот драг пријател Саша Лушевски, кој што е и коавтор на денешниот проект, неговата изложба имате можност да ја видите подоцна. Но верувајте, ова е прав бисер. Убаво што се дели и вие што имате шанса да го имате, земете си, не оставајте, имајте го со себе. Заредно зло се вовлекло во ова тло. Зареден јад е изникнат во овој град. Чувствува зло на невини луѓе. Меѓутоа, таа полемика сега не би ја зафаќала, но ете, тоа е една од насоките по која може да трае, нешто што се пренесува од една на друга генерација и нешто што трае и се вкоренува во нас. Едноставно Скопје не може во тој идентитетски код на земјотресот од 63.